Е, кај сте бе, другари? Што правите? Здраво. Се надам дека си добро. Знам дека пак ме немаше, знам, гледај сега како е чисто, фризура, бркич, све тоа. Ти што не ме знаеш, здраво? Јас сум Гоце, графички дизајнер, на 15 на години, вака чачкам нешто се заебал. Еве малце гледам на YouTube да ги правам ствари бе, да бидат така по динамични и забавни ако не те вреѓа. Да, пак ме снема, пак глупости, гужви, знаеш како е сега, ова пред нова година, не се знае со дизајнери кој каде што да фати, ама еве денеска недела, убав ден, 1 декември кој што треба да направиме видео. Идемо. Значи, прва тема е тема што се отвори на 20 ноември. Ако не се лажам, тоа е новото лого на Јагуар. Охо, се изначитав глупости, се изнаправив глупости, значи све и свашта се случи. Излегува многу муабети уврска со Јагуар, што се деси, како се деси, зошто се деси. Некои луѓе викаат дека е намерно направено вака, па после да биде пупу, не важи, за да се збори малце за Јагуар. Ама па од друга страна, ја не би се сложил со тоа, зашто Јагуар е една од поскапите коли британски кои што постојат, така? И не е за секој, знаеш. Посебно не е за таргет групата која што е представена во видеото, мислам, Јагуар како Јагуар увек значело нешто, не знам, престиж, луксус, уникатно нешто уникатно, а со ново лого као не знам кој е фонтов ми личи на фонт или ова усари не ми личи на фонт, ова личи на оние букви што ги правевме прв пат кога ќе почнеш да си дизајнер, па ајде сега од крупче од едно од друго направи нешто, знаеш, као изрази се, нема свој печат логото како лого. Ме разбираш? Не сум сега ја тој да судам, ама ја може да кажам моje мислење, например, за логото за Јагуар. И мене искрено логото за кур не го био. Толку. Ево, значи, старото, знаеш, фонтот има некоја динамика негова, лична, значи некој собствен печат има самото лого. Се од друга страна па тој амбиграмот што го направија они, што изгледа вака некако. Чекај, што го направија амбиграмот, тој па од друга страна JR што е као демек што ќе биде, ама знаеш, па со крупче нешто поврзано, не знам, вака нека, како идеше, вака нешто идеше. Немам појма, не ме интересира, ама пак да имаш голем бренд и да го нарекуваш Junior, think, brother, think, знаеш, али, од друга страна, па интернетот се фати и правеше глупости на тема спрдачење со Јагуар. Меѓу кои се спрдачев и јас. И ете го југото, значи, југо после од 1980 година, од 70 уствари, југо се појавува со ребрендирано ново лого. Така, некоја атракција. Леписов брендинг направи интересно лого за Јагуар, кое што има некоја прича во него. Мене ми се свиѓа, значи Дмитри Леписов е многу добар дизајнер, лого дизајнер претежно. Братот направи некоја прича да има у логото, знаеш, и да е она како би на кец, да е јасно зашто станува збор во самото лого. Значи не е само ајде да направиме нешто него еве го направи како што гледаш, имаш окото на Јагуарот, па буквата Ј, и вака кога ќе го видиш уствари, Ј буквата внатре во овоа и као око се гледа, типографијата ја решил некако интересно е решена, ги задржува тие кривулјасти линии од символот кој што го има направено, знаеш. Ама да, на крајот ден факт е дека никој немаше да земе да ччка да се спрдачи со Јагуар или да направи нешто, да проба да направи нешто подобро за Јагуар,
доколку Јагуар не ја извадија таа глупа кампања, нивна. Copy nothing, не знам што, не знам како. Тоа нешто таму транџи, се вртат вака, нешто као, иде и прави. Здраво. Не ми се свиѓа, не знам, брат ми, нема поента, она што вика. It is evolving, just backwards. Што знам, да го ебам, немам поема, али глупо е, значи глупо е. Друга тема, кога сме кај глупи работи, еве една глупа работа. What did he say? Маја сине, не можеш бе да збориш на интернет, а да не ги осетиш консеквенциите на тоа. Ме разбираш? Значи, како можеш, еве, да предпоставиме дека имаш здрав ум и разум, да предпоставиме само, еве, да замислиме, дека си нормална малце. Како можеш да кажеш дека ти си првата особа у Република Македонија што решила да прави нешто за дизајн на македонски јазик? Како? Кај ти текна тоа да го кажеш? Значи, Башка, не иде подкастов во живо. И кога го кажуваш тоа, слушаш колку е глупо и викаш, чекај, направи таймстемп од тука до тука, овој дел не го ставаме, ајде дај уште еднашка да го повториме прашањето. Разбираш? Значи, има опција да се исечат работи и да не звучиш глупо. Јас сум првата у Македонија која што почна да става ствари што ќе бидат на македонски јазик за дизајн. Гуско, за Дани Јанев си слушнала, бе? За Дезен МК си слушнала? Знаеш од кога постои Дезен МК? Бане Кома од кога става ствари на интернет? За дизајн? Будала една да ти ебам. Значи, што е работа, бе? Пази, не е Маја крива, овие стартап клуб Скопје се криви. Како правиш подкаст без да провериш ствари за некој, како после не му кажеш, слушај, лажеш ти за овие работи? До кога бе со овие филмови, бе? Како можеме да седиме ние и да викаме, знаеш, абе, знам дека лаже, ама добро, ајки има views. Ние мора да направиме колективно мислење и да створиме колективна одговорност дека вакви булшит срања нема да дозволиме да се случуваат веќе на сцената. И така сцената е мулј, за курнене бива, сите, колективно, значи, за сите за курнене бива, и уште да седнеме, ама знаеш, мајчка, она прва. Која прва бе да ти бе? Значи, Дани Јанев, кога го посла Дезен МК, она уште со калси играше. Значи, дај, уозбилете се, луѓе, немојте да ширите вакви глупи невистини. Преку куров Значи, Бог да чува и да ќе си ги подобрила незините вештини како дизајнер. Дај да видиме што има подобрено. Како и беше тој сајтот да ти ебем? 3 hours later. Како беше у пичку матер ноќта на заедницата? Друже, ја можам да ви кажам најискрено, саат и 19 минути издржав, крв почна да ми тече од уши, колку глупости кажува и колку се става цело време у форма на жртва. Знаеш, јас сум жртва, јас сум дете од село, и јас сум моја дете од село, па не го напоменувам тоа дека сум дете од село. Знаеш, нема врска што си од село, сите сме од село, јас сум од село, сите да ти имам Дани, сите fucking сме од село. Никој тука не е од Нью Йорк дојден да ти ебам. Не го слушајте. Значи, како и се викаше тој сајтот UX Design, куров ми да го ебам. Чекај. Да, зашо ова ми е нов профил на LinkedIn, па ме нема блокирано као на претходниот. Инстаграм. Да, на Инстаграм сум блокиран, заборев, пардон. uxdesign.com. Да видиме како ги подобрила своите способности.
Значи, пак истото. Значи, мене не ми е јасно. Мене стварно не ми е јасно. Ексклузив... 250 евра наплаќаш. Курс. Are you out of your mind? Are you out of your mind? Ти не си, но ти стварно не си нормална, бе, сестро. Како се купува? Ајде да видам. Преку Teachable. Значи и ујепа го прескакаш? Не, чекај, да се вратиме назад. Значи, како бе невесто, како бе снајке продаваш дизајн, курсеви, немаш дизајн направено? Зашто има волку простор тука, бе? Што е Абе, она Лани видеото, нели ти даде малце нешто бе у глава да ти имам, нели ти влезе нешто у глава, пичка му матер? Мене стварно не ме јасно, Али не, види, искрено, алал нека е, чим има овци глупи да ги купат овие ствари, зашто она уште го промовира и го пропагира како такво, значи дека има глупи луѓе. А уште поглупо, што сега ќе има уште поише глупи луѓе, затоа што се дава отворен простор на интернет, значи подкасти, стартап нели претежно млади деца одат да нешто покажат, направат, да тијам средношколци или што и да е. И тоа ќе мисли дека така е најдобро како што не треба. Сам кој е овој дроп шедо, бе? Што е ова, бе? Што си направила, бе? Сестро, бе, чекај. Добро, има. Јас се кладам дека сајтов е оваква. Дека е некоја тема. Јако што можам да приметам, сајтов е со Елементор чим се работи, ова е некоја темичка купена или симната, така да ти невесто учиш луѓе да бидат дизајнери, сајтот ти е направен у WordPress, со купена тема, лажеш дека си фриленсер, а работиш у фирма некоја, мислам, чекај, Pitch Army. Добро, уи дизајнер за Pitch Army. Што има Pitch Army? Што е ова контент кредит, прокредит? Добро, како те земаа прокредит, алал да има. Значи, не, има у една фирма, мислам дека работи таму, лани бев на еден подкаст и они ми кажа да работи у фирма. Не види, значи, не си била вработена као контент креатор и као контракт, него те земале на едно видео да направи. Мајку му ебем, не можам, не, премногу е ова, за мене е премногу, стварно. Да, од прилика тоа е тоа. Спремаме една интересна кампања, мислам дека кај да ќе искочи, така да ќе се пофалам со кампањата, мене ми се свиѓа, мислам, у глава ми се врти дека ќе биде добра кампања, таа ја спремаме во highlight. Исто така, отворен повик, копирајтери, добри копирајтери, поможно сениор копирајтери. Пратете ми CV портфолио, имам работичка една интересна за вас, многу добра. И тоа е тоа. Ќе гледам стварно сега, се растеретив малце вака, ќе гледам да има поише видео, ќе гледам да сум конзистентен у видеата, туторијали наскоро ќе почнам да правам, да работам вака, може да се уклучувам и уживо, само треба да досредам со купување опрема, уште нешто ситно ми фали, ќе може да почнеме, така да, дечки, среќен 1 декември, лайк, шер, сабскрајб, Patreon ако сакаш, 5 пушти таму за баткоти. И тоа е тоа, се гледаме, ајде, чао.